Како и да е. Значи, говориме за непосредниот животен момент кој поттикнува, кој води до формирање на еден настан, еден текст во Библијата, зашто ништо не паднало од небото, туку многу фактори придонеле таа содржина која е застапена во текстот на таков начин да биде и представена. И тоа го нарекуваат, како што рекол германците, зици млевен. Еден мој професор по Стар Завет, ексегеза, херменевтика, секогаш предупредуваше, велеше, не дозволувајте буквата да го убие духот. Не дозволувајте да тргнете од буквата без прито да сватите што се е опфатено во тој текст, како една подготовка. И апостол Јован, кога не воведува во ова беседа на Христос, нешто што не е вообичаено за него, ни кажува во кој точно еден еврејски животен момент, непосреден контекст, и тука го имам во предвид празникот, е позадината на неговите зборови. Во каков точно момент сето тоа се случува. И вели, уж на почетокот, дека е на празникот обновување на храмот. И додава, и беше зима. Како да не значи телите дека тоа е во декември, кога е зима, Јован како сведок на настанот вели, и беше зима. Обновувањето на храмот, или попознат како Ханука, го одбележува она очистување и посветување на храмот кој се случува после ослободувањето на Јудеја, на Ерусалим, од војските на Антиох Епифан. Тој освојува Јудеја 166 година, мислам дека беше, или 167, и наметнува елинизам. Тоа е неговиот начин на владење, сака да ги елинизира јудеите. Воведува некои нови правила во храмот во Ерусалим, со свинска крв, со свинска жртва го попрскува светилиштето, поставува статуа на Зевс, тоест го осквернува храмот. 3 години подоцна јудеите, под водството на Јуда Макавеј, се ослободуваат од тоа робство и според верувањето го очистуваат храмот од таа нечистота, од тоа сквернавење кое го прават елините. Во очистувањето и посветувањето на храмот, барајќи масло, свештеничко масло, со кое треба да биде запален светилникот, наоѓаат многу мала количина, доволна за еден ден да свети светилникот. Но според еврејските преданија се случило чудо и 8 дена горел светилникот. И од тогаш потоа јудеите го слават тој празник како празник на обновување, очистување, посветување и така натаму. Или Ханука, кој значи посветување. Она што е карактеристично за овој празник е што тоа е, може да кажем, до Христовото доаѓање, па и до ден денешен, она последно големо избавување кој евреите го искусиле. Се ослободиле од некој окупатор, се ослободиле од елините. Набрго потоа биле поставени, така, под римско робство. И зато тој празник во умот, во битот на јудеинот е надеж, символ на надеж. Секоја година кога го славеле тој празник, во нив се обновувала надежта дека Бог не ги заборавил и така како што им даде ослободување од елините или сиријците поточно, зашто тоа е сириско-елинистичко царство на Јуда Макавеј, така Бог ќе го прати Месијата и ќе донесе ослободување. Така да, оваа проповед е во еден таков контекст на надеж за доаѓањето на Месијата кој ќе донесе ослободување. Затоа, бидејќи е празник на надежта, евреите го нарекли празник на светлината. Например, во
древната историја на јудеите, напишана од Јосиф Флавиј, тој го нарекува овој празник празник на светлината или празник на надежта. Празник кој ги буди, кој ја буди надежта кај јудеите за доаѓањето на Месијата. И затоа и до ден денешен тој празник се слави од јудеите така што 8 дена се пали светилникот менора, тоа што секој ден се пали по една свеќа. И во тој празник вели во Ерусалим, Јован вели, одеше Исус во храмот по тремот Соломонов и беше зима. Беше ладно, со други зборови. Не само што беше зима, туку беше ладно. И во тој период од годината Исус доаѓа во храмот за да им даде надеж и говори за вечниот живот. За втор пат во ова Евангелие е спомнат вечниот живот. Се говори за живот малку порано, во текстот тој го говореше за неговото умирање кој ќе даде живот во изобилство, а сега говори за вечен живот. Прв пат за вечен живот вечниот живот беше спомнат во Јован 3:16 во разговорот со Никодим, кој дојде кај Христос и праша како да го види Божјото царство, и во 16 стих вели: Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, за да секој кој верува во него не погине, не загине, туку да има вечен живот. Слично нешто Христос кажува овдека, со што уште повеќе ја затврдува сигурност во вечниот живот, кога вели: јас ќе им дадам вечен живот и никогаш нема да загинат. Што е интерпретација на она што се кажува во 3:16. Да не погине, но да има вечен живот, а тој вели ќе им даде вечен живот и никогаш нема да погинат или да загинат. Со тоа што овдека мора да го имаме и поширокиот контекст. Значи, непосредниот момент е празникот посветување, меѓутоа Јован ни го дава тоа во почетокот, во 22 стих, за да не воведе кон тој специфичен момент, меѓутоа, бидејќи тој е теолог, не го интересира толку хронологијата во времето, колку хронологијата во идејата. Сето тоа е дел од она подолга проповед која почнува уште во 7 глава. На празникот шатори или празникот сеници. Празник во кој што основниот момент е Божјото водство во пустињата на народот. И Христос таму се открива како светлината на светот, оној кој што води, и се открива како пастирот, добриот пастир, кој ќе води своите овци и го дава животот за своите овци. Така, тие моменти ги гледаме во празникот шатори, а овдека пак сега ја надополнува сликата Господ Исус Христос со тоа што го вклучува и вечниот живот. А сето тоа почнува со едно прашање што го поставуваат јудеите: ти ли се Месијата? Јован вели дека ова сега се случува 3 месеци или 4 месеци подоцна. Претходните проповеди од 7 до 10, до првата половина на 10 до 20 стих се празникот сеници. И сега 3 месеци подоцна продолжува истата тема. Исте контекстот, оној непосреден битов контекст, односот меѓу пастирот и овцата, зашто ќе продолжи таа слика да ја користи Христос и во овој текст што го имаме пред нас. Со тоа што не воведува и кон она најголема потреба што евреите чувствуваат на тој празник, потребата од Месијата. И затоа не случајно го прашуваат: до кога ќе ги мачиш нашите души? Ако си ти Христос, кажи ни отворено, јасно кажи ни, дали си ти Месијата? А празникот е очекувањето на Божјото избавување, празникот на надежта. На тој ден е обновен храмот после едно грозно, така да кажеме, сквернавење. И Бог ја покажа својата сила, својата верност кон народот
и ги избавува од робство. Иако и тоа е самото избавување чудо. И храмот повторно е посветен на Бог. И сега на тој празник доаѓа светлината на светот. Доаѓа во празникот на светлината или надежта и го прашуваат јудеите: ти ли си Месијата? Не ги мачи повеќе нашите души. Кажи ни. И ќе види на крајот на овој пасус во 31 стих, Христос многу јасно ќе им каже кој е тој кој што дошол на тој празник. Јас и Отецот сме едно. Јас и Отецот сме една суштина. Хајде да видиме како се доаѓа до тој момент. Ова прашање што го поставуваат јудеите овдека малку содржи доза и на гнев. Доста веќе не мачеше. Доста си ги играше твоите игри. Ти ли си Месијата или не? А Христос им одговара, им вели: веќе го поминавме ова, ви реков и не верувате. Дела ви покажав и не ги примате. Тоест, Христос вели, јас ги поминав сите дидактички чекори, за да разберете. Сеќавам пред многу години, на почетокот на овој век, 21-иот, имаше една градинка христијанска во која што Тина работеше и ги носев од време на време Лидија и Јани таму. На точак напред седеше Ани на рамката, а позади на багажникот Лидија. И Лидија беше по-зборлеста, ама не знаеше да каже Ш, место Ш викаше С, место Ж викаше С и место Ч викаше, место Ц, Ч викаше Ц. И кога ќе ги прашав што правевте денес, и веднаш Лидија од багажникот од позади, синтел. И сега, што е тоа синтел? И на крајот те прашав Тина, што е тоа? Вели, имаме една игра, show and tell. Покажи, кажи, за да учат по-лесно да сватат по-добре. Христос тоа вели, ви покажав и ви кажав. Не само што ви се откри во зборови, во слово, туку и ги видовте делата. Се што треба, за да сватите, ви беше дадено, ви беше покажано. Многу докази, многу експлицитно Христос им одговара на нивното прашање. Кој си ти? Дали си навистина Месијата? Што зборев досега? Што гледавте во моите дела досега? На почетокот на таа проповед, уште во 7 глава, кога јудеите пратија стражари, полиција од храмот, да го уапсат, тие се врате со празни раце, зашто рекоа, ние го слушнавме што збори. Никој досега не говорил така, како овој. И никој не ги правил тие работи што овој ги прави. Меѓутоа вели, вие не верувате. Вие не верувате, бидејќи не сте од моите овци, како што и досега ви реков. Моите овци го слушаат мојот глас, и јас ги познавам, и тие одат по мене. И тоа е фразата што тој постојано повторува. Моите овци, мојот глас. Тие мене, јас ги познавам нив, и тие ме познаваат мене. Има лично познавање меѓу пастирот и овците. Јас ги повикувам по име, а тие ме познаваат мене, зашто го знаат мојот глас. И тие одат по мене. Гласот, Христовиот глас, е една од сликите што Јован ни ги покажува овде, како способност на овцата да го следи Христос, неговиот глас. И тој во овие 3-4 глави, во таа долга проповед, постојано акцентира на способноста на овцата да го чуе Христовиот глас и да го следи, да го препознае. Подоцна на крајот во 20 глава, кога Христос ќе воскресне, Марија Магдалена е на гробот, Христос ќе дојде до неа, ќе се заврте кон него, пишува, ќе го види како стои и нема да го познае.
Не знаеме што е во прашање, дали изгледате поинаков. И ке му рече Марија Магдалена, мислејќи дека тој е градинарот, го украле телото, каде е? И тогаш Христос по име ке каже Марија. И во истиот момент Марија ке го препознае гласот на Христос. Во последната глава, кога учениците ќе се мачат пак да уловат риби и Христос ќе се појави на брегот, нема да го познаат додека не им каже фрлете ја мрежата од другата страна. И тогаш Јован ќе им рече Господе, гласот го чу и го позна. И тоа е способноста на Христовата овца, да го слуша Христовиот глас и ги остри своите уши за Христовиот глас. Зашто тоа е основната карактеристика, да го слуша гласот на својот пастир и да го следи тој глас. И така доаѓа верата од слушањето на пораката, а пораката од Божјото Слово. Гласот на Христос. Многу гласови има денес. Сите тие се човечки, преку кои говорат филозофии, идеологии, преку кои говори темнината. Кој глас слушаме? За кои гласови ги остриме ушите? Со кои гласови ги полниме умовите и срцата? Христовата овца копне да го слуша Христовиот глас и да го следи. Христос им вели, правејќи таа суштинска разлика меѓу неговите овци и нив, им вели, вие не верувате бидејќи не сте од моите овци. Тој не им вели, не сте мои овци, зашто не верувате. Туку, не верувате бидејќи не сте моите овци. Не сте моите овци. Не припаѓате на моето стадо. Вие сте во друго стадо. Вие сте во тој многу пати вие сте во тоа стадо. Вие како учители се занимавате со конвертирање, со прозелитизам на луѓето, обидувајќи се да ги ставите во вашето стадо. Со други збори им вели, вие не сте во Божјото стадо. Ако бевте во Божјото стадо, тогаш ќе верувавте. Но вие сте во друго стадо. Вие тврдите дека сте во Божјото, но не сте. Вие сте во стадо во кое се докажувате, се надпреварувате да докажете кој е по-Боже, кој повеќе му припаѓа на Бог, но не сте таму. Ако бевте во Божјото стадо, ќе го слушавте мојот глас. И затоа немате оправдање, имате вина. Вие сте во стадото, им вели Христос, во стадото во кој што се докажувате кој има поголем учител. Има Акинови, Шамаилови или Хилелови или Гамалиилови и се трудите да се докажете кој е поголем и кој повеќе стои на вистината, а Христос ви говори, Бог ви говори и вие не го слушате неговиот глас. Зашто вас ви е важна вашата праведност, вие да се потврдувате, вие да се докажувате, не ви е важен Божиот глас. За да бидете мои овци, Христос јасно им рече, за да бидете дел од Божјото стадо, вие треба сето тоа да го оставите. Сета ваша праведност, сета ваша, сите нешта на кои вие се подпирате како Божи народ, вашата телесна врска со Авраам, и да дојдете кај мене смирени, во немоки, да исповедате дека сте грешни, и тогаш ќе бидете во моето стадо, и тогаш ќе го слушате мојот глас. Навистина, да, по благодат сето тоа се случува. Божјата благодат ги отвара ушите на луѓето. Меѓутоа, овдека Христос јасно им кажа, вие правите избор. Изборот не е, тоест Божјата благодат не е исклучува одговорноста на човекот.
колку што говори за суверенитетот на Бог, Библијата говори за одговорноста на човекот за изборот. И во поканите што Петар, например, ги опатува во проповедите во Јерусалим, Христос овдека јасно им кажува: не сте без вина, останувате слепи, имате вина, правите избор, сакате да се останете таму, во тие ваши трла, зашто ви е удобно таму, во вашата праведност. Удобно ви е таму во тие ваши човечки, суетни надпревари, за кои ще живеете. И одите по цел свет, вели, и мориња поминувате, и копна, и долини, и планини, за да некого го направите како вас. Не да го доведете до Бог. И тоа е прозелитизмот, сушност, да го направат јудеин во јудеизмот. Тоа е суштината на прозелитизмот, да го направат јудеин. Не Божи човек, јудеин да го направат прво и пред се. Тоа е овдека она што Христос им го кажува многу јасно. Вие не верувате зашто не сте моите овци. Не сте од стадото на моите овци. А моите овци, вели, одат по мене. Кога го слушат гласот, одат по мене. И тука е тој говори за еден процес кој, како што е вечниот живот постојан, така и одењето е постојано. Не завршува. Како една начин на живење, состојба на живење, одат по мене. Одењето во Христос, самиот тој, најдобро го дефинира, кога Петар ке рече: ти си Месијата во Лука 9 глава. Ти си Христос Божи, ти си Месијата Божи. И Христос одговори и рече: да, ако некој сака да оди по мене, да ме следи, го слуша мојот глас и ме следи, се одрекува од себе си. Го зима крстот свој и секој ден ме следи. И тоа е да го следиме Христос. Умирање, одрекување од се што не умртвува. Умираме за сето она што не умртвува, што не прави мртви за Бог. И живеење за се она што не прави живи за Господ. Умртвување на егото, на гордоста, на копнежот да доминираме, да наметнуваме, да бидеме повеќе од другите. Не. Одењето по Христос значи смирење, сознание дека не сме ништо, не заслужуваме ништо и само одиме по Него. Во смиреност, во кроткост и така натаму. Тоа е обележјето на овците кои го слушат Христовиот глас и одат по Него, го следат. Тежок процес, но не е невозможен, зашто во нас има поинаков номос од номосот на гревот. Законот на гревот или номосот на гревот, кој што е принцип на живење, закон на живење, движечка сила, е умртвуван, му се спротивстава повисок номос божествен, Светиот Дух во нас, кој е другиот принцип на живење, другиот закон, другиот номос, другата движечка сила. И верниот човек копне да живее. Затоа, како што Спрџан вели на христијаните кои си китат како што на шапките си стават пердови. Тој ли се китат со пердови заради своите достигања, заради своите знања и така натаму, ги критикува и вели: молете се да не заборавите кој навистина сте. Од тука е она фраза: се кити се туги пердови. Не, во тоа време луѓето носели шапки и на шапките си ставале пердови. И вели, зашто тоа било некаков символ. Вие се китите, меѓутоа се китите со пердовите на Бог. И се фалите како да се ваши. Зашто многу лесно можеме да заборавиме кој навистина сме. Кога трагнуваме да живееме како христијани. На христијанот походта му е проблем, не толку проблем колку што е проблем, или пороците, колку што е проблем од гордоста. И ако забораваме
бидејќи Бог не люби сме негови деца, тој ќе не подсетува. Ама неговите методи на подсетување не се пријатни. На болни начини подсетува. Така да вели, не верувате, не сте мои овци кои го слушат мојот глас, тоа е карактеристиката на овцата и следи. Следи бидејќи копне да го следи. Бидејќи духот, другиот номос, го дава тој копнеш. И продолжува, јас ќе им дадам вечен живот. Живот без крај. И самиот Христос потоа во истата книга, нели, го дефинира тој живот. А што е тоа? Да те познаат тебе единиот, единствениот, во суштина Бог. Един тоа значи не еден во количина, уникатен, нема друг. Бог и Христос, Синот, неговиот Син и испратениот од тебе Исус Христос. Да го познаат, да живеат во општење со Отецот и Синот и секако, нели, Светиот Дух како Света Троица. Тоа е вечен живот. Тоа е форма на живење. Форма на суштествување. Има форми на постоење. Каменот има форма на постоење. Оној камен што стои на земјата, но тој нема суштествување. Има постоење, нема суштествување, зашто не е суштество, нема живот. Тревката има суштествување. Зашто има живот. Меѓутоа многу ниска форма на суштествување, не може да комуницира. Верверичката има повисока форма на суштествување. Има живот, но може и да комуницира. Може јаде, пие, се пари, се множи. Човекот има уште повисока форма на суштествување или живот. И човекот, како верверичката, се пари, јаде, пие, комуницира на повисока форма од верверичката. Има нешто друго кое што разликува. Уште една форма на суштествување или живот, а тоа е поклонение. Јас до сега не сум чул, гледаме многу такви документарни серии за животинскиот свет, меѓутоа јас не сум забележала животинска форма во која животните се собираат за молитва или за поклонение. Немаат молитвени заедници, немаат храмови. Што човекот има и друга форма на суштествување, тоа е духовна форма. Има спорови дали ќе одат во рајот, меѓутоа Христос вели дека само човекот има таа форма за вечен живот. Тој дојде да им даде вечен живот на луѓето. И како што човек добива физички живот со раѓање, така и тој вечен живот или таа форма на суштествување го добива со раѓање. Духовен живот преку духовно раѓање. Му го кажу тоа на Никодим, кога го праша како да го видам, да стигнам до Божјото царство, кој Христос потоа го нарекува вечен живот, му вели, треба да се родиш од озгора. Треба да се родиш за друга форма на суштествување, за духовен живот. Зашто само како дух, со духовно раѓање, како духовно суштество, можеш да го живееш тој живот со Отецот, со Светата Троица. Живот на општење со Бог. И тоа е всушност вечниот живот. Не само како должина, како траење, не само како квантитет, нема крај, туку тоа е поинаква форма на живење. Тоа е живот во кој што ти живееш заедно со вечниот. И затоа ти имаш вечност, бидејќи имаш заедница, општење со вечниот. И како што тој нема да престане во своето суштествување, така не престанува и нашиот живот со него. Целата вечност продолжува. Заедно со него. И тоа е највеличественото нешто што Бог го подготвил за човекот. Бог кој е, и тука понатаму Христос ки го нарече поголем од се и од сите. Неспоредливо поголем од сите. Од оваа вселена која е бескрајна, новите телескопи откриваат нови галаксии и откриваат колку е голема вселената, таа прашинка во однос на Бог.
му дава вечен живот на човекот. Тоест можност да живее во блиска врска, да го познава, да го познае Бог, бидејќи Бог го позна човекот. Да живеат заедно, да имат живот во општина, во заедница. И продолжува, вели, живот кој никош нема да загинат. Живот кој не престанува. И тука контекстот е пак она врска меѓу пастир и овци. Тоа продолжува понатаму. Ке видиме во следните стихове, продолжува таа слика. Овцата има опасност да биде загубена. Никогаш нема да биде загубен. Нема да излезе од таа врска со Бог. Од тој заеднички живот. Ако може, например, се случува една овца да биде загубена, да се загуби од стадото, пастирот да ја загуби, и кога ќе се загуби овцата, таа умира. Изгубена е. Христос вели, моите овци, на кого што им давам вечен живот, никогаш нема да бидат изгубени. Нема да ја загубат таа врска. Тој живот во вечноста заедно со него трае секогаш. Бидејќи самиот Бог даде начин, средство за тој заеднички живот, жртвата на Христос, неговото дело, кое се доволно за да го имаме тој живот, да го имаме тоа прифаќање, и суштината на врската е тоа. Затоа, да, безсмислени се сите тие теми, дискусии што ги водиме околу тоа. Може ли некој да го загуби вечниот живот? Може ли некој да има самата суштина на вечноста предпоставува неможност? Или си во вечноста, или не си. Или живееш вечен живот, или не живееш. Или си во општина со Бог, или не си. Абсурдно е да се говори за живот со Бог, кој трае само 1 година, 2, и потоа ти го губиш. Абсурдно е да кажеш дека имаш ти вечен живот. Вечен живот значи вечен, без крај. И потоа немаш вечен живот. Исчезнува тој вечен живот. Па потоа пак. Не, тоа е општење кој што се воспоставува и кој трае од целата вечност. И затоа, и бидејќи тоа е роден духовно, во себе има природа која е духовна, божествена природа, која има Светиот Дух, која копнее да го врши она што Бог копнее да го врши. И има во себе природата на Бог. Светиот Дух заживува во него. Тој не го прави она што сака да го прави, туку сака да го прави она што Бог сака да го прави. И за да биде сигурност уште поголема, додава Христос и вели, никој не ќе ги истргне од раката моја. Или зборчето овдека, кој ќе го употреби во следниот стих, истото зборчето, тоа што овдека е напишено истргне, преведено, а во следниот истиот збор е преведен како грабне. И тоа е идејата, пак, овчар, пастир и овца. Опасноста за овците е да бидат грабнати. Тоест да дојде волкот, да ја фати за вратот и да ја одвлече од стадото. Нема да бидат одвлечени од стадото, нема да бидат истргнати од мојата рака. Тие се наоѓаат во мојата рака и таму се сигурни. Не постои сила, не постои противник на Бог, наш, како Божи, кој може да не истргне од таму. Дури ни самите ние, дури и нашата поход, дури и нашата грешна природа, дури и законот на гревот во нас не може да ни истргне, тоа што сме таму, во раката на Бог. Ние може да се изгубиме. И кога се изгубиме, пак сме во раката. Може да, како што нарекуваат Алцхаймерот, чумата на 20 век, да заболиме од Алцхаймер и да почнеме да забораваме.
и ќе се загубиме за самите себе си, но во Божјата рака ќе останеме заштитени. Не можеме. То не значи дека нема да доаѓаат потраси од кои ќе паѓаме. Ама кога ќе паѓаме во раката на Христос. И ќе бидеме обновени, зашто раката во Библијата значи сила, значи заштита, значи љубов. И кога Христос ќе протегнеше рака, ќе покажуваше сите тие аспекти. Кога ќе протегнеше рака кон лепрозен, ќе го излекуваше со силата Божја и ќе покажеше љубов. Кога ќе добреше очите на слепите, се прогледуваа со силата Божја и беше покажана Божјата љубов и грижа. Вели, во мојата рака се, никој не може да ги истргне. И продолжува, како и тоа да не е доволно. И вели, мојот Отец, што ми ги даде, е поголем од сите. И тука говори сега за јудејската представа за Божјата величина. Се навраќа на Стариот Завет, како што Исаја вели, подножјето е нозете на Бог, а се што е создадено е како скакулци пред него. Како скакулци. Тој ми ги даде и никој не може да ги грабне од раката. И сега овде кај зборот грабне, истиот тој збор што е во претходниот стих, што беше преведен како истргне. И тука уште појасни идејата за тоа грабнување од страна на разбойникот или од страна на зверот, на животното кој што ги граба овците. Кога има опасни работи, од техничка природа се става двојна заштита. Има еден вентил и потоа, ако откаже, тој има втор, посигурен вентил. И ова изгледа како да е така напишено. Ние сме во Христовата рака, ама и сме и во раката на Бог. И се Христос не сака да каже дека првата не е сигурна, па затоа е втората, ако откаже тој, тука е Отецот да не задржи. Не, идејата е да даде двојна сигурност и нешто многу повеќе. Да каже дека всушност кога сме во неговата рака, ние сме во раката на Отецот. Исто е тоа. Да сме во раката на најголемиот, значи да сме во Христовата рака. Да сме во Христовата рака, значи да сме во раката на најголемиот. Не само двојна заштита, тука сега доаѓа до кулминацијата на одговорот на прашањето ти ли си Месијата? Што нели го поставуваат ова фарисеите. Вели, јас и Отецот сме едно. Тоа е заклучокот на она што им го кажува овдека. Мојата рака и раката на Отецот. Јас и Отецот сме едно. Вие сте во мојата рака, вие сте во раката на Отецот. Јас и тој сме едно. Целосно сигурни. Таму, во вашето трло, сте во темнина. И колку и да се трудите со вашите сили, ќе дојде и ќе ве грабне темнината, зашто сте си во темнината. Да во мојата рака никој не може да ги грабне моите овци. Сигурни, несигурното место. Кога американците го окупирале, тоест го заземале Токио на крајот на Втората светска војна, после неколкудневни бомбардирања со напал бомби и многу други страшни бомбардирања, целиот Токио бил разорнат, посебно Јокохама, оној индустријскиот, трговскиот бизнис делот на Токио. Целосно бил разорнат. И кога дошле американските војници, видели орнатини и стрчале здрави, неуништени сефовите на банките, трезорите. Бомбите не успеале да ги уништат. Како така една силна тврдина. Една многу убава така илустрација, не е совршена, ништо не може да го представи, да представи нашата сигурност во Христовата рака, но тоа е вистината дека доаѓаат во животот бури, искушенија. Може бурите да го наштетат здравието, да ги наштетат, да не наштетат финансиски, дури односите со луѓето. Секој пат се сеќавам кога не зборност тоа на
апостол Павле. Во своето проштално писмо последно, тој вели, сите ме оставија, сите ме напуштија, само Тимотеј остана. Колку цркви основа тој човек, колку епископи постави, колку верници доведе до Христос. И на крајот остана сам. Во затвор. Меѓутоа, во Христовата рака, таму каде што е сигурен. Може се да се клати околу нас, бомби да паѓаат, се да се разорни, меѓутоа ние остануваме сигурни во раката на Христос, зашто тоа е раката на Бог. Зашто ние сме органи на Христовото тело. Многу една силна метафора на апостол Павле. Зашто главата, Христос, глава на црквата, нема да дозволи тој да загуби дел од своето тело. Представете си го Христос, главата, како губи рака, како губи нога, како губи орган во телото. Совршената глава губи органи. И Лутер ја дава тој Спрџен дава таа метафора, вели, колку некој од мене да се обидува да ме дави, може да ми ја потопува раката, ногата, додека главата ми е надвор од водата, тој не може да ги удави моите раце, моите нозе, моето срце. Зашто главата е надвор. Кога ќе удави главата, тогаш јас сум удавен. Но никој не може да го удави Христос. Тој е таму, во недостапните места, вечниот. Затоа неговите органи имат вечен живот. Зашто главата на телото е вечно, безсмртно, бескрајно. И затоа органите во Христовото тело живеат во целата вечност. Никој не може да ги отсече, никој не може да ги грабне. Колку и да се клати телото на Христос, останува заштитено во Христовата рака. И ќе завршиме со тоа, јас и Отецот сме едно. Дојдоа и ова шокантна изјава. Навистина шокантна изјава. Во оригиналниот текст зборчето има само една како придавка. Едно или без да има што значи тоа едно. И ние користиме честопати во нашиот израз таква форма, кога за некој ради, тоа е едно нешто. И едно е тоа. Сакајќи да кажеме, едно исто е, една суштина е. И кога древните ќе кажеле едно, мислат токму на тоа, една суштина. Нема разлика. Една суштина. Јас и Отецот сме една суштина. И кога вели една суштина, значи дека се едно, еден Бог. Имат една божествена природа, една божествена усија. Одовде, потоа на Никејскиот собир се дефинира учењето за Отецот, Синот и Светиот Дух како една усија. Збор кој го нема во Библијата, но Духот е тој на учењето. Една суштина. Кога велиме една суштина или хомоусија, велиме дека суштината на Отецот и суштината на Синот е една заедничка. Споделуваат една суштина, а суштината е божествена. Се што припаѓа во суштината, божествената суштина на Отецот, истото тоа припаѓа подеднакво и на Синот. Сите својства божествени во суштината на Отецот припаѓаат и на Синот, споделуваат една заедничка. Живеат во таа, действуваат во таа една заедничка суштина. Тоа на што Христос сака овде да го каже, и евреите многу јасно го разбираат тоа. Јасно разбираат што сака да им каже. Тој, кој што е најголем од сите, поголем од сите, сум јас. Јас кој што дојдов на празникот Ханука, на празникот на надежта. Вие очекувате избавување од Бог, очекувате да дојде Месијата,
самиот Бог дојде овдека, за да ви даде избавување, да ви даде вечен живот. И така тој му одговори на прашањето: ти ли си Месијата? И тој рече: да, јас сум Месијата, кој е Бог. Јас сум Бог. И евреите се разгневија. Зедоа камења да го убијат. Тоа беше соблазна за нив. Како што Павле вели, соблазна, скандалозно е тоа некој човек да каже дека е Бог. Христос јасно им одговори на прашањето. Од јасно по јасно. Јас сум Бог. Јас сум тој кој што дава спасение. Само во мојата рака можете да бидете сигурни. Но треба да дојдете со смиреност пред мене, со покаяние, без ништо, и да побарате спасение. Да дојдете со верата во Спасителот. Само така човек може да има живот со Бог во вечноста. Живот на спасение. Инаку, другата алтернатива, нема друга. Единствената друга алтернатива е темнината, очајот, гревот, робството, безнадежноста. Препелкањето во собствените дела, собствените обиди, човек да се докажува, да се труди, да се ослободи од тој очај, но зимата ќе остане во неговото срце. Студенилото ќе се остане таму. Духовната топлина, пролет, оживувањето доаѓа само во Христос. А тој тоа го изработи на крстот. На Алпите, некаде на 2500 метри височина, има манастир кој има поголемо значење, некако манастир, туку како патоказ. Бидејќи во минатото оттаму поминувал многу важен пат кој спојувал градови. Но често пати луѓето залутувале поради маглите и снеговите во улиците. И кога ќе дојдат маглите, почнувала да бие камбаната, која треба да ги насочи луѓето да си поберат за солништа, да се скријат. Бидејќи било на специфична локација, надалеку се слушал звукот на камбаната. И луѓето се ориентирале. Христовите овци се ориентираат само од Христовиот глас. Го познаваат и го следат. Христос, како што во 3 глава пишува Јован, требаше да биде истигнат на крстот, да ги привлече своите овци. На крстот го изработи спасението. Од крстот тој го упатува својот глас. Упатен е кон секого. И секој што ќе дојде со вера, ќе биде прифатен. Тоа е ветувањето на Бог. Ако го слушаш Христовиот глас, дојди кај него со вера, со покаяние, моли се да го прати неговиот дух во твоето срце, да те оживи за него, да го отвори духовниот слух, за да го слушаш јасно и да се водиш од неговиот глас. Ке се подсетиме на Христовата жртва на крстот, зашто таму беше изработено спасението. Ке се подсетиме на Христовото дело, зашто крстот секогаш не подсетува кој навистина сме. Очајни во гревот грешници, изгубени. Заради Христовата саможртва на крстот, каде што го зеде гревот, не откупи од казната на гревот, не оправда, ние можеме да го живееме животот во надеж, во светлина, водени од нашиот добар пастир, кој го даде својот живот, да го следиме, знаеме каде одиме. И сега, и во целата вечност. Сега ќе ги наведнеме нашите глави и во молитва ќе бараме Господ да не подсети на тоа, да не поттикне оние кои се уште не го прифатиле како спасител, поттикне на спасение, а оние кои што веќе одат по него да се утврдат уште повеќе во таа вера. Татко Небесен, ти благодариме за Твојот Син, Господ Исус Христос, затоа што ти го даде
Твојот единороден син, кој даде Синот Божи, да стане човек, да се ограничи во еден момент од времето, да се ограничи во една точка, како човек во Вселената, да живее како таа точка, за да не доведе нас до безкрајното, да не доведе до вечноста. Ние се молиме, Татко Небесен, нека овие вистини од Твоето Слово преку Светиот Дух бидат откриени. Јас се молам, Господи, ако некој има кој го слуша Твојот глас, но се уште му е неговото срце затворено, да го отвориш, самиот да закопне, самиот да повика со вера, да дојде пред Тебе и да ја побара помошта од Тебе. Да ја почувствува својата безпомошност и целосна зависност од Твојата седоволна жртва на крстот. Се молиме, Господи, подготви не за овој чин, нека Светиот Дух не исполни, не обнови во срцата, бидејќи сме грешни, недостојни. Повторно, Господи, измине, подсети не, Господи, на оние нешто за кои треба да се покаеме, и за оние, Господи, кои не се сеќаваме, простини. За се она што сме го направиле, знајно и незнајно, простини, Господи, очистине, и со отворени срца, Господи, да пристапиме за действото на Твојот Дух и подсети не, Господи, во мислите на Твојата жртва. Се оставаме во Твоите раце, Ти да не водиш понатаму, во името на Христос, нашиот Господ и Спасител. Амин.